Денеска се навршуваат 7 години откако на 4 февруари 2013 до темел изгореа конаците на манастирот Трескавецка и Прилеп. 7 години потоа тој е скоро целосно обновен. Останува уште само некои детали од екстериерот, а црквата треба сама да си го уреди ентериерот. Но за жал, иако конаците се готови, не може да се отворат за гости, ниту да се направи технички прием, затоа што нема вода. Трескавец годишно го посетуваат на 20.000 туристи, а моменталните извори може да ги задоволат потребите на само 10 луѓе. Проектот е веќе направен, чини околу 100.000 евра, но никој за сега не дава пари. Како инвеститор се јавува општина Прилеп, која што уште во 2012 година го изработи проектот. Изработување на каптажа долу во расадникот, тоа е старата чешма. И некаде 500 метри треба да се качи горе во Карпите, каде што ќе биде изграден и новиот резервоар. Од општината вела дека после нова година упатиле барање до Министерството за транспорт и врски за добивање на средства за водовод, но досега немале одговор. Има издвоени средства во Министерството за транспорт и врски токму за вакви намени и ние го испративме и за други проекти, а еден од проектите и овој за водоводната мрежа во манастирот Трескавец. Од транспорт и врски пак вела дека барањето не било пратено до нив, туку до владата, која што допрва треба да одлучува што ќе се случува со водоводот на Трескавец. А одговор не ни дадоа ниту од Заводот и музеј Прилеп. За сега само едно е сигурно јасно. Ако продолжат работите со ова темпо и годинава вратите на овој велелепен храм ќе останат затворени за гости кои што сакаат да преноќаваат таму, затоа што вода нема да има. Доколку сакаме туристи, мора поголема ажурност на државата.